Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, каде што денеска ќе разговараме за она што викендов ќе следува во организација на Друштвото за промоција на документарци Македокс. И ќе разговараме и за самото друштво, за Македокс фестивалот сме зборувале во оваа емисија и предходно, и токму со гостинката која што и последен пат ни беше токму посветено во емисијата посветена за Македокс. Денеска повторно ќе разговараме Петрула Вањановска, дел од тимот на Македокс. Тоа мислам дека е најсоодветно. Петрула, добар ден. Да, пошто ние така сите заедно работиме, многу работи. Како си? Се дружиме. Еве супер. Добре. Фала ти што не покани, еве за Нема разговараме проблем за документарците и за Македокс кино викендот што следи на 4 на 5 март, сега овој викенд, во кино Фросина во Макец. Ќе разговараме за кино викендот некаде при крајот на емисијата. Сега ќе одиме со ред. Сите ве знаат како Македокс фестивал, ама преска кога те прашував што конкретно ќе зборуваме или како да те подпишам, ми рече Македокс Друштво за промоција на документарци. Да. Зошто се одлучивте себе си веќе да се набљудувате како друштво? Затоа што покрај фестивалот свативме дека низ годината, во текот на годината работиме на повеќе проекти кои на некој начин ја промовираат документаристиката во Република Македонија. Значи, Македокс фактички не е само фестивал, него е и некој вид на, како да кажам, жив организам кој што се шири со разни настани, еве, например, со вакви Македокс кино викенди. Исто така се трудиме што повеќе документарните филмови да бидат застапени во училиштата. Например, изработивме еден прирачник со кратки документарни филмови кои што, например, наставниците ќе можат да ги користат тие кратки документарци на час, после тоа да разговараат и да дискутираат на тие теми со своите ученици. Патувачкото кино исто така е еден вид на промоција на документаристиката, посебно во руралните средини на Македонија, што според нас е еден успешен проект, затоа што секоја година се повеќе и повеќе станува интересно да се оди по селата, луѓето не прифаќаат, некако отворени се и да разговараат со нас и да гледаат документарци. Така некако свативме дека не сме само фестивал, него дека сме некој вид на друштво, некоја банда за промоција на документаристиката низ Македонија. Кажи ми, што значи работењето документарци во македонски услови? Дали луѓето воопшто, например, прават разлика што значи работа на документарни филмови, или што е документарен филм и настрана друго, бидејќи на одредени тоа се им е исто таму нешто си снимаат, си прават филмографи? Добро, во секој случај сметам дека луѓето во однос на работата, се извинувам што те прекинувам, во однос на работата мислев колку вие, бидејќи рече дека ве прифаќаат добро и луѓето со кои што сакате да снимате документарци, бидејќи малку е поспецифично. Не е работа по сценарио со актери, туку зборуваме за реални ликови кои што немаат сценарио. Да, те разбира, али со оглед на тоа што живееме во време кое што више станува све пофиктивно него играните филмови. Бога ми, да. Така да, мислам дека документарните филмови се повеќе се прифатени, не само од нас тука во Скопје, туку дури во руралните средини. Во секој случај, тешко е да се работи секако на документарци, затоа што тука немаш изражиран проблем и изражирано решение, него едноставно целата приказна оди многу поспонтано и едноставно документарната приказна и кога ја гледаш, не само кога работиш на незе, те бара целосно ти да бидеш присутен во незе. Дури понекогаш, еве ја лично ќе ти кажам, кога гледам документарни филмови, просто се чудам како вие обични луѓе се справуваат со такви необични, еве да ги наречам, проблеми, на кои што за кои што за решение се потребни надчовечки напори. Значи, тие луѓе не се супер јунаци, таму не се појавува Супермен или не знам Бетмен или Спајдермен, него едноставно се живи конкретни луѓе што можеби ги среќаваме секој ден
меѓу нас, а дека документарните филмови добиваат се повеќе на значење, се гледа и од тоа што и на веќе и на големи реномирани фестивали, како во случајот например на Берлинарлето, победуваат документарни филмови, што е сепак јасен знак дека тие се многу потребни не само во нашата кинокултура, туку и општо во животот. Колку институциите имаат слух за документарни филмови во Македонија? Мислам секако до сега не можеме ние да се пожалиме дека немале слух. Ете, мислам агенцијата за филм, кинотеката на Република Македонија секогаш не излегувала во пресред за организирањето, така и сме почнале да го правиме фестивалот Македок за креативен документарен филм. Исто така и многу институции биле заинтересирани и било интересен проектот на патувачкото кино на Македокс. А еве сега секојдневно се трудиме и во текот на годината да соработуваме со многу друг тип на институции, посебно институции кои што се поврзани со младите, како што е Младинскиот културен центар, исто така морам да го спомнам и кинокултура, кои што се сепак простори каде повторно Македокс во соработка со нив може да организира разни тип на настани или заедно со нив да прави после дебати или друг тип на воркшопови и така натаму. Еве еден таков настан што ќе следи во Младинскиот културен центар во киното Фросина, каде што има одлична логистика за прикажување на филмови воопшто. Да, тоа кино некако морам да признам дека ми е многу легнато на срце, такво ми е и ведро внатре и исто така. Поинтимно е некако, а сепак имаат сите свој простор и удобно. Да, и тамана е големината, посебно за документарни филмови, интимно е. Пошто како што реков, документарниот филм бара интимност, пошто те бара целиот, не е толку забавен како играниот филм. Така да дете со Младинскиот културен центар на 4 на 5 март одлучивме да правиме Македокс кино викенд, кој што фактички се состои по 2 филма на вечер да одат во петок и во сабота. Првиот ден го крстивме Проактивен петок, а вториот Гламурозна сабота, ќе објаснам зашто. Затоа што првиот ден во петокот се одлучивме да прикажуваме филмови каде што граѓанинот е ставен како активен субјект во општеството, кој што се бори за подобра иднина. Мислам една универзална тема за сите нас кои што фактички сакаме да имаме еден, подобар, поправеден и како да наречеме еколошки почист свет. А вториот ден во саботата одлучивме да се вика Гламурозна сабота, затоа што на програмата ќе бидат 2 филма кои што беа во скратената листа за номинации за Оскар за документарен филм оваа година. Тоа се филмовите Доаѓаме како пријатели на режисерот Хјуберт Саупер и Погледот на тишината, кој што влезе на Джошуа Опенхаймер, режисерот, кој што влезе меѓу 5 најдобри филмови, документарни филмови за Оскар. Така да, мислам секако дека ова Гламурозна сабота е малку иронично, во смисла затоа што тука не станува збор за некој вид на гламур, оној појавен гламур или, како да кажам, некој официјален кој што се случува на црвениот тепи, него повеќе се работи за внатрешен гламур, значи за чувство и атмосфера кои што ја создаваат добро изработените, квалитетните документарни филмови, кои што ние фактички се трудиме да ги промовираме. Затоа и ние викаме дека сме Македокс фестивал за креативен документарен филм. Често пати не прашуваат што е тоа креативен документарен филм, затоа што сакам да објасниме дека документарните филмови се повеќе стануваат креативни во смисла дека авторите веќе повеќе се трудат како ќе ја изработат приказната, имаат повеќе слобода во формата, како во која форма да изразат документарната приказна, значи не е веќе само репортажа, документарен филм, него е многу повеќе од тоа.
Добро, ќе направиме овде една кратка пауза за реклами и ќе се вратиме во студиото да доразговараме. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Твоето грло е твоја моќ и кога те боли, земи Септолете Тотал, целосен третман за болки во грлото. Септолете Тотал, твоето грло е твоја моќ. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Во текот на денешното издание на 24 за животот разговараме заедно со Петрула Велјановска, дел од тимот на Македокс, Друштво за промоција на документарци. Во првиот дел, тоа и разговаравме сега во текот на рекламите со Петрула, дека многу сакам кога гостите точно убаво си имаат врзана мисла која што воопшто нема ни потреба да интервенирам или да ја прекинувам во искажувањето, и баш Петрула ни објасни она што ќе се случува во текот на овој викенд сега. За останатите технички детали ќе зборуваме кон крајот на емисијата по однос на викендот и за документаристиката впрочем во Република Македонија. Мене увото ми го фати, Петрула, морам да признам, делот со креативен документарен филм. И рече ти дека тоа често ве прашува што значи тоа. Дали мислиш дека документарците во растот низ историјата, во својот развој, добија една сосема поинаква димензија? Значи дека не станува збор сега дека некако, барем јас веројатно сум навикнат од тоа што сум гледал документарци, дека тоа кога постојат тестимонијали или сведоштва за кога снимаш одредени луѓе во документарците, најчесто замислуваш дека тоа е за некаква приказна, па имаме сведоштва, па не знам што, па имаш крупни некои кадри. Talking heads. Да, talking heads, да, или зборувачки глави, па тоа тука е траорно, па не знам што, и најчесто документарците во суштина, ја што сум ги гледал или погрешни документарци имам гледано, се многу траорни, многу драматични. Денес документарците ми се многу различни. Дали тука тоа завлегува што го наречете креативен документарец? Да, апсолутно. Мислам, со оглед на тоа, види како се развива технологијата, секако изразот на документарните филмови се развива. Така да, ти викам, едноставно на режисерите на документарни филмови има сега отворена поголема палета на средства со кои што можат да ги изразуваат вистинитите приказни, за разлика од порано. Така да, например, многу често сега се комбинираат разни техники, например, анимирани делови во документарни филмови, монтажите се сосема, монтажната линија сосема другачија. Така да, мислам дека документарните филмови во последно време стануваат се подобри и покреативни. Сега нормално со тоа може, со тоа користење на техника, поголема техника во документ, може и поише да се манипулира, но сепак се е тоа до етичкиот пристап на режисерот, како ќе ја долови приказната. Мислам, секогаш човекот е на прво место. Ова што гледачите сега имаат можност да го погледнат, а го гледа и пред почетокот на самата емисија, ми рече ти дека е хроника од Македокс. Како сте задоволни од развојот на фестивалот, сега конкретно зборуваме, од почетокот? Од развојот на фестивалот Македокс тука во Скопје? Да. Па, секако Или општо од самиот старт на Македокс, па се до денес? Па, секако дека сме задоволни, мислам дека се повеќе некако се стабилизираме и организацијски и логистички, и дека програмата се повеќе учиме како да ја концепираме, како за луѓето, како за публиката во Скопје, така и за публиката која што ја среќаваме по руралните средини низ Македонија. Така да, ние сме задоволни, не знам, треба публиката и другите да кажат. Дали кога
се создаде Македокс практично, почнавте само од идејата за фестивал? Јасно, првично беше идејата за фестивал, но покрај фестивалот, уште првата година, имавме идеја да правиме патувачко кино. Дури и тој сегмент ни беше поинтересен и попредизвикувачки како тоа ќе испадне, пошто да, знаеме, има многу фестивали низ Македонија, Тоа ме прилика тоа е... Да. Растот практично, бидејќи предпоставував дека не би било доволно само да речеме еве нека се 7 дена во годината да се соберете и да представите документарци, а при тоа во останатиот период таа жар која што ја имате за документарците да ја оставате да тлее се до следната година. Затоа ме интересираше растот практично дека сте почналете и патувачки, еве киновикенди сега. Да, брошурата. Особено првите години ни беше предизвик повеќе патувачкото кино, затоа што тогаш Илинденка Петрушевска, наш познат филмолог, имаше книга во која што зборуваше за порано како луѓето носеле филмови по силата на магариња и таков тип на патувачки кина имало пред Првата светска војна, меѓу двете војни и така натаму. И тоа ни беше, од таму ствари исцрпевме идејата за ваков тип на патувачко кино со документарни филмови по силата низ Македонија. А секако, мислам, понатаму свативме дека документарните, на културната сцена во Скопје и во градовите не се доволно присутни документарните филмови. Ретко можеш да погледнеш документарен филм во кино, сосема е друго чувството кога гледаш филм во кино на големо платно, одошто нели на лаптоп или на компјутер. Така да за таму дојде идејата дека треба вакви македонски киновикенди да правиме. Имавме еден многу интересен проект кој што се минатата година Доковизија, кој што беше фактички регионален проект меѓу сите бивши републики на бивша Југославија. Така да преку стриминг се поврзувавме, пуштавме еден документарец и после имаше дискусија преку стриминг со публиката во Белград, Призрен, Сараево, Загреб, Љубљана и така натаму и некои други градови кои од бившите југословенски републики, што го нарековме тој проект Доковизија, пандан на Евровизија, пошто на крај се гласаше колку документарецот е прифатен од публиката и така натаму. Тоа беше исто еден интересен проект, така што после филмот, од кога ќе го пуштавме документарниот филм, имаше, секој беше гостин. На таа проекција секогаш имаше одбрано гостин на проекцијата, така да, например, наш филм беше Доаѓаме како пријатели и тогаш во таа прилика режисерот Хјуберт Саупер беше дојден во Скопје и после проекцијата на филмот имаше дискусија со него и прашање од цела, нели, бивша Југославија. Одлично, ми се допега целата идеја која што ја имате и се она што правите всушност за документаристиката кај нас во Македонија. Околу самиот настан ме интересира, значи 4 и 5 март, практично тоа е петок и сабота. Така, да, викенд, македонски викенд, викенд. Да. Ние милуваме да кажеме ова не е обичен викенд, ова ќе биде македонски кино викенд. Одлично. Дури и во најавата имате наместо во диско ај со симпатијата на кино во петок вечер, прескокни еден кафе муабет па дојди на филм и в сабота, се вели во вашата најава за македонски кино викенд. Од колку часот се проекциите? Проекциите се сите се во кино Фросина, така? Сите се во кино Фросина од 20 и од 22 часот. Значи и петок и сабота по 2 има? Да, петок вториот филм од 23 часот, пошто претходниот трае малку подолго. Да. Секој дневен бунт, пошто има многу работи за бунтување, па малце подолго трае, а вториот филм е Секс за шуми, па така да. Така. Значи секојдневен бунт и секс за шуми од 20 часот и 22 часот и 23 се извинувам, да. Да си преправам и јас за информацијата. Така, и 23 часот, а гламурозниот в сабота со проекции на кандидати за Оскар. Да, тоа се доаѓаме како пријатели на режисерот кој претходно го спомнав што беше во Скопје, Хјуберт Саупер,
и Погледот на тишината на режисерот Джошуа Опенхаймер, кој што доби многу награди оваа година по разни светски фестивали, кои зборуваат нормално за тешки теми, не можам да кажам дека дека темите се лесни и забавни, зборуваат за геноциди во Африка, во разни делови на светот, ама тоа е реалноста. Тоа е... Но сепак се добро направени. И... Да, тоа е животот, што би се рекло, се лави. Ме интересира при крајот на денешното издание на 24 за животот. Ме интересира дали може воопшто да зборуваме за новото издание 7 на Македокс фестивалот или да не зборуваме? Значи не е да зборуваме со целосни детали, туку кратко, само начално. Да го најавиме. Во секој случај можеме да го најавиме дека фестивалот на Македокс оваа година пред се да најавам дека ќе биде при крајот на август, од 20 до 26 август, значи го сменивме не во јуни, туку во август. Паметно сте направили. Оваа година патувачкото кино ќе биде во јули, така да, се спремаме, се подготвуваме. Одлично. Одбираме филмови и така. Турбо работите, значи, со завршувањето на еден фестивал, веќе вие почнувате да се подготвувате за следниот. Па јасно, така. Мора. Патувачките кина. Многу ме интересираат само од твоја перспектива лично реакциите на луѓето кои што ги имаат на самото патувачко кино. Па сега, реакциите, мислиш на публиката која што ќе дојде на сред село, каде што им прикажуваме филмови. Па морам да признам дека се различни, али во секој случај не се негативни. Сега не можам да кажам дека... Добро, тоа не ни очекував, искрено. Да, не можам, мислам, до сега нигде не сме имале некои проблеми, например, да направат проблем дека не сакаат да им прожектираме филм. В принцип, македонскиот селанец сегде одлично не прифатил, па дури во последно време се договараме со нив и они да ни спремат ручек, па ние да дојдеме кај нив порано, поише да се запознаеме со нив, па тука со нив да се подружиме од кај, не знам, 2 до кај 8 сат, пошто треба за стемни за да им пуштиме филм. Така да све таа комуникација све подобро и подобро ни оди. Да, на почеток они беа малку збунети од документарните филмови, но ние после сватим, пошто ние најновите изданија на почеток им ги пуштавме што оделе на фестивалот, па после и на патувачко кино, што малце подоцна свативме дека тоа е малце потврда храна за нив и дека на нив најинтересни им се македонските документарни филмови кои што секогаш во пресрет ни излегува кинотеката на Република Македонија. Посебно им бираме документарни филмови кои што зборуваат за нивниот регион или за некои нивни проблеми и свативме дека на нив многу поише реагираат, што според мене е нормално, затоа што тоа се нивните проблеми. И секако дека кратките форми на документарен филм им се поинтересни, посебно на децата кои што се добро, нема толку концентрација, мислам што ние немаме трпение веќе, па не децата. Што е многу нормално според мене. Се чувствуваш ли многу побогата во животот со патувачкото кино? Благодарение на патувачкото кино. Па да, морам да признам дека стварно ја запознав Македонија. Мислам дека тоа е едно од голем настан за мене патувачкото кино, а и за сите ние, за таа Македокс дружина, да, се зезам ја банда, али дружина, во суштина, да. Затоа што видовме дека има стварно многу прекрасни места низ Македонија, дека луѓето се сосема отворени и окей. Имаат секако некои логистички проблеми, просто не можеме да се изначудиме дека нема контейнери во 21 век и таква во одредени села кои што се прекрасни, например, со кои што секојдневно се фалиме, например, во Мариово, просто разбираш толку е тоа Мариово прикажувано на филмот, а ѓубрето си го ставате во автомобил и чекате прв контейнер во прилеп да го фрлите. Да, или во Демир Хизарско, тоа секој ден го правиме, али добра, ајде ние таму сме 15 дена, 2 недели, па и некако ќе го издржиме. Но за луѓето кои што живеат таму е стварно штета ти да бидеш обкружен во таква убава природа, а да немаш ѓубрето кај да го фрлиш и да не може тоа да биде организирано во 21 век.
15 до 20 дена ми спомна. Значи дека вие тргнувате од Скопје и 15 до 20 дена шетате од село во село или се задржувате во одреден регион во годината? Првите години одевме низ цела Македонија, но свативме дека тоа е малце логистички тешко, односно треба да, мислам, цела кино опрема треба да ја пакуваш, да ја отпакуваш. Така да сега секоја година од прилика бираме регион и ги поминуваме селата во тој регион. До сега сме беве, например, лани бевме во преклани бевме во Демирхисарско. Маријовско сте биле, во Маријово бевме, да, првата година. Преспанскиот регион ми беше многу интересен, по селата околу Преспа. После исто така во Малешевскиот крај. И така, се оваа година најверојатно во Воландовскиот крај, па ќе видиме. Надолу на кај југот сега. Добро, Петрула, ние мислам дека и си ги исцрпивме во овој момент темите за разговор, иако можам да те прашувам за патувачкото кино уште многу. Да, и ја можам. Мене само ме интересира кој село ти има оставено најголем впечаток, ако паметиш одредено село конкретно. Ја морам да признам дека мене, например, Преспанскиот регион, мислам, ми остави така, тие селата тука околу Преспанското езеро, Сливница, Долно Дупени, добро, Брајчино, Љубовино, сите ги знаеме, али тука мене ми беше, имаше тука некоја, пошто тоа езеро е некако подиво, имаше некоја своја мистика, морам да признам. Можеби до Маркова нога стигнуваш и крај. Можеби е лошо ова што го зборам да не го расипат, пошто баш така како што оставено природно е стварно. Не, добро, има и доста работи што мора да се сочуваат. Добро, да се направат нормални интервенции. Тие се заштитени како дел од природата, не смеат ни да се допираат, особено делот со трските и слично. Да, добро. И уште се морам да кажам дека и таму и во Куинско неколку пати сме биле, па имаш чувство како се уште да владеат птиците таму. Да, бога ми да. И таа слобода, сакам да кажам. Источниот крај мислам дека треба да го прошетам со селата. Малешевијата е исто така многу интересно. Но овој јужниот, веројатно затоа што ми бил поблизок до Прилеп и слично, и овој Скопскиот ми се шетани, ама источниот многу малку. Ти благодарам многу за споделувањето на искуствата и ти благодарам за одвоеното време. Огнен, фала ти на тебе, се надевам пак ќе се видиме. А па тоа секако ќе се видиме. И во кино, и тука во студио. Да, нормално. До август имаме време. Почитувани гледачи, јас вам ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Не заборавајте, значи 4 и 5 март, тоа е петок и сабота. Во петок имате проактивен петок, а имате гламурозна сабота. 20 часот и 23 часот во петок ви се проекциите на филмовите Секојдневен бунт и Секс за шуми. А додека пак в сабота имате сабота со проекциите на кандидатите за Оскар, доаѓаме како пријатели и погледот на тишината. Тие се 20 часот и 22. До тогаш, вие останете со 24 вести и направете пауза кога ќе одите на кино. Инаку седете со нашата програма. Пријатно.